Председател кој ќе ги штити интересите на државата, а не нем наблюдувач. Македонија има потреба од човек кој ќе го брани суверенитетот, ќе се грижи за одбраната и ќе застане рамо до рамо со граѓаните. Ова се главните пораки до идниот председател на државата од говорниците на панел дискусијата на ВМРО-ДПМН, председател на народот, заштитник на сувереноста, уставот и законите. Изминатите 5 години на чело на државата е човек кој наместо да презема конкретни чекори беше само аналитичар кој често менува ставови, критикува подпредседателот на партијата Александар Николовски. Се работи веројатно за најбезличниот човек кој што седнал таму. 5 години ќе му останат запаметени по ништо. Веројатно сличен на него е само доскорешниот премиер Димитар Ковачевски, кој што месец дена не е премиер, а луѓето не се сеќаваат дека воопшто бил премиер. Така нешто ќе биде и со Стево Пендаровски. Овие 5 години, освен за аналитички ставови, кои што се менуваа како дуваше ветрот, односно како ќе му јавеа од СДСМ и од ДУИ, не можеме да го запаметиме по ништо друго. Николовски предупреди дека сериозна задача на следниот председател ќе биде да истражи како била злоупотребувана агенцијата за разузнавање, меѓу другото и за следење на раководството на ВМРО-ДПМН. Агенцијата на овој начин целосно го крши законот за собствената работа и за тоа ќе има одговорност. После не 8, ама после 12 мај, затоа што формално промената на председателското место се случи на 12 мај. И сериозно ќе се испита што и како таму се правило, како е злоупотребувана работата на агенцијата. Николовски предупреди дека Стево Пендаровски зад својата кариера оставил бројни неисполнети ветувања. Се уште вели не се знае дали и каде ја донирал неговата покачена плата, а ќе се запамети неговата изјава дека знаел уште во ноември се спрема напад на Украина. Во ВМРО-ДПМН сметаат дека е многу важно идниот председател да ја зајакне дипломатијата и да ги зачува традиционалните и државнички интереси. Во следниот период, но најкасно до крајот на оваа година, да се обнови дипломатската мрежа и да се отповикаат најмалку 6-7 актуелни амбасадори кои што направиле законски престап или со своите действија работеле спротивно на интересите на Република Македонија. Изминативе 5 години сметам дека Македонија имаше председател мумија. Македонија имаше председател кој што воопшто не реагираше кога на народот тоа му беше потребно. Имавме председател кој што се огради од тоа дека Гоце Делчев е македонец. Имавме председател кој што велеше дека поим немал со содржината на францускиот протокол, за да после многу кус период сведочи самиот дека тој учествувал во неговото креирање. Председателските избори ќе се одржат на 24 април 2024 година, а вториот круг на 8 мај заедно со парламентарните избори.